Севте победа на турнирот за екипата на Теди Комерц, додека по победата во дербито во групата со Спаравес, БМ Мерцедес обезбеди пласман во нокаут фазата. На првиот напред на програмата, екипата на Вранишна одлично го отвори мечот и по првите 10 минути имаше предност од 2:0 со головите на Милевски и Гарданец. Наместо да го доточат противникот, тие им дозволи резултатски да се вратат во мечот. На крајот на првиот дел, Усеини со вториот гол на турнирот ја намали предноста на 2:1. На стартот на вториот дел, Боев го изедначи резултатот. Вистинска драма се случуваше во последната минута од мечот. Прво, Теди Комерц остана без голман по случувањето, но наместо погодок, црвените направија грешка и во контранапад нивниот голман Јанчевски заработи исклучување. Побар со звукот на сирената беше Вењановски и ги постави конечните 3:2. Да, и ние не се надејавме на ова победа, туку така стигнам во последната секунда. Па беше многу тежок надпревар, загубивме во полувреме со 2:1. Па се вративме некако во игра со гол, постигнат гол 2:2. При тоа ни носи се среќа гол, третиот гол што изедовме 3 бола. Дерби пресметката во оваа група им припадна на БМ Мерцедес, кои со чисти 3:0 осовладаа победникот од 2010 година на великденскиот турнир во мал фудбал Спаравес. Надпреварот во најголемиот дел беше доста изедначен, тврд и изобилуваше со остри стартови. Во финишот на првиот дел со голот на Ничевски, мечките дојдоа до водство од 1:0. На стартот на вториот дел гостите заиграа поангажирано, имаа серија прилики, но ударите на Танасковски и Матевски не ја погодија целта. По исклучувањето на Митрески, Спаравес, наместо да профитира, се случи спротивното. Стојковски по контранападот погоди за 2:0, додека конечните 3:0 со вториот гол на мечот ги постигна Ничевски. На табелата води БМ Мерцедес со 6 бодови, Спаравес и Теди Комерц имаат по 3, додека Вранишно е без бодови на четвртата позиција. Наредни надпревари се играат на 3 април, Спаравес Вранишна, односно БМ Мерцедес Теди Комерц. Благодарам за честитките, навистина тврд надпревар. Јас и многу добро се познавам со дечките, бидејќи пред 2 години бевме и победници на овај турнир со екипата на Спарадес. Им посакувам успех понатака. Мислам дека кој ќе се земи се на се, заслужено го добивме надпреварот. Ги искористивме нашите шанси, тие нивните не ги искористија и тоа е, така е во фудбалот. Игравте пред 2 години, го освоите турнирот со друга екипа, како го оценувате квалитетот годинава? Па мислам дека можеби за нијанса подобар оваа година. Од година во година се надевам дека ќе оди се на повисоко ниво. Организацијата одлична, така да мислам дека ќе гледаме добри надпревари до крајот на турнирот. Важите за едни од фаворитите, екипата на БМ Мерцедес, каде очекувате да се види до крајот? Па секоја екипа се надева да стигне до крајот, така секој што се надпреварува сака да стигне до крајот на надпреварувањето. Е сега има многу добри екипи на турнирот, така да посакувам финале, меѓутоа и на другите дечки им посакувам успех во понатомошните надпревари, така како ќе биде тоа? Точно така, тешка утакмица многу. На почетокот имавме наша игра, бевме мислам дека и подобар противник, не ги искористивме шансите. БМ Мерцедес искусна екипа, следуваше казна, ги искористија, после трнавме на се или ништо, тоа не кошташе 2 гола. Честитки за екипата на БМ Мерцедес, сега за нас не е ништо изгубимо, но одиме понатака во наредната утакмица на победа исто. Имате една победа, сигурно таа веќе на некој начин ќе ви го отвори патот до 8-на финал. Точно, да, имаме една победа, мислам дека ќе бидиме во втората рунда, па се надевам на победи понатака.
Инес Горица забележа првата победа, додека Асама Рача со гол во последните секунди од мечот извлече реми против фаворизираниот тим на Бекче. Со петарда во мрежата на Сатеска, фудбалерите на Инес Горица ги отворија надпреварите од втората рунда во В групата. Целата работа беше завршена во првиот дел, кога со головите на Далчев и Усеинов на два пати беше целосно разбиена концепцијата на црвените. Победата во вториот дел ја комплетираше најдобриот играч на теренот Далчев, кога постигна неговиот прв хет-трик на турнирот. Треска. Јана Мари. Па вечерашниот меч пред све е цврст, динамичен, противниците има поголем дел од играта, повеќе шанси, заслужено да играат победа. За вас останува на третиот напред да обезбедите пласман понатаму, иако веќе имате една победа. Да, во третиот напред ќе се потрудиме повеќе за да дојдеме до победа и да се пласираме понатаму. Колку се задоволни од тоа годинешното издание на турнирот? Супер организација, пред све кој што треба за еден мал турнир. Па да, се надевавме дека и вака ќе е, пред се честитки за екипата, солиден надпревар, се покажа како добар противник, се надеваме дека понатака ќе исто вака дека ќе поминат затоа што покажа дека се добра екипа. Може би не бачите во оној прв круг на фаворити, но сигурно дека тоа на некој начин ќе ја барате вашата шанса. Па да, со такви амбиции влеговме и се надеваме дека ќе тераме понатака кој што треба. Играте од година во година на овој турнир, како сте од годинешниот задоволни да прикажам? Па да, секоја година све подобар е турнирот, очигледното. Се надеваме дека уште ќе е подобар во понатамошниот дел. Минатогодишниот финалист Бекче ремизираше 1-1 со Асама Рача. И покрај надмокноста во целиот дел од мечот, сините успеа само еднаш да затресат мрежата на одличниот Димовски на голот на Асама Рача. Тоа успеа на Марковски во финиша на првиот дел. Во текот на целото второ полувреме, шансите се редаа пред голот на Димовски, но октоподот не дозволи да се тресе неговата мрежа. Во последниот напад на мечот, зелените преку Николовски успеа да го изненадат фаворитот и да останат во игра за пласман во наредната фаза. На табелата води Бекче со 4 поени, втората и третата позиција резервирана за Инес Горица и Сатеска со по 3, додека Асама Рача има 1 бод и се наоѓа на четвртата позиција. Во наредната решавачка трета рунда се среќаваат Асама Рача, Инес Горица и Бекче Сатеска. Па фудбалот затоа е интересен, значи имавме многу шанси што не ги искористивме 100% и младата екипа од противничкиот табор, значи беа малце мотивирани, повеќе ете тоа, значи упорноста му се исплати на крај во последните 10 секунди да приеме голи, надпревара да заврши нерешено. Важите сепак за едниот фаворитите на овој турнир? Па добро, да, према ова, значи истата екипа сме од пред неколку години, значи долго време играме заедно, али гледате дека во фудбалот секогаш не победува подобриот, значи треба да те прати малку и спортска среќа, па и тоа треба. Да, изигравме нерешено со далеку поквалитетен противник од нас. Се боревме, искористивме све што можевме. Незаслужен за нашата победа нашиот голман. Тоа е. Ви очекува последниот напревар кој ќе барате виза за пласман понатака? Па се надеваме дека ќе имаме поволен резултат, што ќе одиме понатака. Како го оценувате до сегашниот дел од турнирот, дека се одигра и втората рунда, можете да ја видите дел од противниците? Феноменално, добри екипи, добра организација. Нема што се каже. Одлично. Денеска на програмата на Великденскиот турнир во мал фудбал е слободен ден.